Добре дојдовте во специјалното издание на авантурите на Марк, Шеф Марк во потрага по млади таленти. Пред да започнат полуфиналните пресметки, време е да се потсетиме на патот што не донесе дотука. Ке ги видиме најинтересните моменти од надпреварот, ке ги запознаеме полуфиналистите и ке дзирнеме зад сцената преку разговор со бендот која создава препознатливата музичка атмосфера на шоуто. Јас сум Даниела, тетката на Марко. Па Марко како личност е ведра личност, лојален и љубител кон готвењето и храната. Ко личност е добра. Јас сум Јана Јаневска, девојката Марко. Посебен е од другите, така да има своји идеи, своји замисли, така да со тоа се издвојува од другите. Марко како личност е пред се лојален према друштвото и према работата, премногу е ведар, добар, искрен. Марко е сконцентриран кога готви дома, малце понекогаш е хаотично, нормално, затоа што се готви, али пред се е сконцентриран максимално. Ужива додека готви, има голема љубов кон готвењето. Највкусното јадење што го има направено беше пилешко со алфредо сос. Вкусното јадење што го направил е пилешко со пармезан сос. Ми беше роден ден на 26 мај, направи вечера и спреми паста со морски плодови. Палачинки сакаше да прави и наместо да стави газирана вода, стави обична, затоа што ги измеша шишињата, не знаеше која е која. Како друштво сакавме да прави палачинки, па поради тоа што немавме средства за палачинките, мораше да готви да ги меша со справа за Нескафе правење. Јас му дадов моја максимална поддршка, горд сум на него дека сака да се пријави и го поддржувам до крај. Горда на него поради тоа што одлучи да си го покаже својот талент пошироко. Мислам дека има шанси да победи, да, затоа што пред се си ја сака работата, ја го сакала многу, од дете му исто сепак му е од дете желба да победи на некоја ваква настап. Да, уверена сум секако, бидејќи готви со љубов. Има голема желба за победа и е упорен во тоа што го прави. Јас сум Марко Трајчевски, доаѓам од Скопје, работам помошник готвач во Дејли. Ме инспирира најмногу насмевката на луѓето. Гледајќи YouTube видеа, гледајќи македонски готвачи. Првиот рецепт што беше направен од мене беше ручек дома за моите, тавори со пилешко месо. Најмногу научив да готвам од шеф Боро Стојановски и од мојата драга тетка Лиле. Па најтипично јадење за нашиот град е тавче гравче, нашата држава. Пржени компирчиња и питата на баба. Дефинитивно тавче гравче и сарма. Ново искуство, предизвик за мене, нов почеток, нови познавања, потпис јадење. Сега ме фативте тука малку неспремен, тешко. Па нека биде лосос со пире од целер. Ако треба да бирам помеѓу традиционална кујна и модерна кујна, повеќе ја сакам и традиционалната, но повеќе ме влече модерната кујна. Чекава, мора да го преформулирам некако, не ми е нов, може? И ова не беше во текстот. Па омилен готвач нека биде шеф Марк, бидејќи он е доста интересен од Франција со неговото љукче. Лукче, а? На твое место, Марко, не би ми било до шега. Аха, како е сигурен, како човек, а? Ајде на плюс.
Марко, навистина, не знам што ни направи денес, ама личи, ја? Како го крсти твоето јадење? Green Garden Chicken пилешко. Green, Garden. Green Garden Chicken пилешко. Вау, има оригиналност. Суди, ве молам, пробајте и оценувајте што имате пред вас. Што се мачеше Марко да кажеме нашиот Марко? Да. Има многу добар беше, а? Нали се снајде, а? Да, бога ми, тоа е веќе знамливост. Хартијата сакаше кеса и не. Не се дава, Не кеса, не. Хартија се мачеше, чукаше. Ама го направи, мислам, а? Убаво го начука. Пилешкото. Гледам на борче си го бриши устата. Овој тањер буквално мислам дека е најдобра експресија од Марко. Оно што самиот старт започна доста концентрирано, мислам дека идејата му беше уште од почеток. Аха. Па тоа е принципот од сем. Да. Зборнавме и Аха. дека почетокот е многу важен. Точно. Како ќе тргнеш. Насоките, да. Ете, ова нека биде и еден пример за наредните надпреварувачи дека треба да се има ваков вид на иновативност, што од, да речеме, креацијата, визивниот дел на тањерот, па и самото име на тањерот, а за да не правиме муавет за вкусовите, избалансирани соодветно, добра е подлогата што ја направи и во овие услови. Вински совет? Хајде. Додека сме тука, ајде, едно вински совет, зашто да не? Ако ја следевте рецептот, да имате еден совет, за виното што ќе одговара со тоа. Вински совет, одиме повторно на едно бело вино, меѓутоа малце по комплексно, нека има една малолактика доза, малолактика внатре, тоа се комплексни бели вина. Може да оди едно шардоне, затоа што имаме повторно утерасти ноти во подлогата. Можам да додавам јас? Зошто едно розе или едно ладно црвено вино? Малку е чудно на луѓето, има така црвени вина, не се сите јаки, има што се малку по лајт, да кажеме, и малку ладно така комбинација со тоа, а? Да, има доста македонските црвени вина се доста моќни во делот на алкохолот и таниничната структура, меѓутоа има доста француски вина, кои што послужени малце на пониски температури добиваат малце по елегантна нота и се добро завршени во вакви јадења каде што има едно песто, каде што ја има својата комплексност. Супер. И карамелизирано овошје, односно карамелизиран зеленчук, како што е морков случај. Ке го прекинам, оти нема да престанеме да збориме за јадењето, навистина. Ова е за мене уметност, браво, секоја чест. Ајде, одиме за гласањето. Мислам, уште се молат. Како да ви се јади, како и да е убаво. Да потврдам тоа што го зборував. Да потврда? Да потврдам тоа што го зборев. Потврда имаме и све. Тоа е тоа. Ајде, одиме за гласањето. Сакаш да кажеш нешто, Борче, извини. Искам да кажам еден коментар, баш сум пријатно изненаден од самата порција. Визуелно многу ми се допадна. Комплексноста на јадењето за приготвување во овие услови и во ова време стварно го изведе доста добро. Обично во професионалните кујни веќе претходно имаме подготвено вакви ролови и сите тие работи. Сакам да ти прашам, дали ќе го ставиш тоа во ресторанот што ќе Да, би го ставиле, да. Зашо да не? Браво. Добра порција. Добра порција. Браво, уште еден аплауз. Ајде. Секој пат. Браво. Браво. Ајде, мора да гласаме, навистина. Сега имаме оценка, за што оценуваме сега? Одиме прво за вкусот. За вкусот. За вкусот. Ајде. Вкус. И да гледам. Браво. Браво. Два пати четврка. Вау. 8. Многу добро. Уште еден аплауз. Браво. Одиме сега на презентација. Презентација имаме 8 од почеток. Ајде. Колку оцени имаме за презентација? Ова е сега веќе возбудливо. Ајде. Колку е? 4? Добре. Пак 8 плюс 8 имаме 16. Браво. Уште еден поен и...
Чука срцето, чука. Ајде, одиме сега на инспирација, креативност, ете така. Среќен сум што си тука за да ми ги... Да, полесно е кога сме двајца секогаш. Точно така. Добре, усвари е многу добро. 3 пати по 4, вау, 24 поени, јако, браво. Ајде, уште еден аплауз. Значи, Марко, дали си задоволен? Да. Да? Очекуваше тоа? Не очекував, ама ете, Го сакаше. сакав. Браво. Ајде да се додади нешто? Дали преферираш да готвиш сам или во екипа? И така. Тежок прашање, навистина. Оти добар готвач мора да работи со екипа? Да. Добар готвач сака да готви и сам. Тимска работа е најдобра. Дали за спорт, дали за кујна, дали за све. 24 поени за Марко. Марко, прати се на... Ајде, браво. Ова го квалификувам како многу добар. Чист многу добар, значи се четврт. Вау. Да, премногу смешно. Хабиб како личност е премногу одговорен, принципиелен и весел. Хабиб кога готви дома изгледа премногу смешно. Здраво, јас сум Сара Трпковска, пријателка на Хабиб. Првично сме јас и Хабиб колеги. После тоа, така доволно. Највкусното јадење што го има подготвено, тоа е малце специфично. Се работи као запита вртена, празна, ама со прасу средина и како капа има така и фактички кинеш од питава и мрцаш у празот. Значи тоа е нешто превкусно. Здраво на сите, јас сум Хабиб Аце Сулеманов. Ме инспирира пред се храната, затоа сум и тука дојден. Што беше второто, извини, заборавив. Хабиб како личност е најпозитивен, пред се најдобар пријател и многу креативен и одговорен. Уште од 7-8 години сум се мешал у кујна дома, сум правил разни јадења. Добро, некои јадења и иделе у кантап, пошто не биле за јадење, али од мали нозе обожавам да готвам, тоа ме инспирира, ме исполнува и така натака. Кога реши да се пријави, бевме премногу изненадени, не очекувавме него, бидејќи го знаеме како смирен човек. Јас му рекол да се пријави кај вас, бидејќи многу верувам во него и многу ќе успеа во животот, ќе има многу големи успеси. Најтипично јадење од мојот регион е зелник. Тоа е као лиснато тесто, фактички као бурек вртен. И е превкусно. Хабиб кога готви дома или на работа каде и да готви, многу е интересен, бидејќи секогаш готви со музика, со играње, со шала и го сака тоа што го прави. Шансите за да победи се премногу големи, затоа што е премногу креативен во куњата. Ова шоу се пријавив поради тоа што сакам луѓето да видат мојата креативност во готвење, да слушнат за мене и да се покажам, да се докажам и така натака. Одговорноста и во тоа се издвојува што сака нови работи, нови авантури. Првиот рецепт било благо, се вика трилече и тоа го правев секоја втора ден. Јас сум више по тие на лепче мачкани работи, например домашен ајвар, не знам зашо тие јадења ми се најубавите. 100% со креативноста, со визуелниот изглед на храната што приготвувам и давам некој мој шмек у храната. По моето потпис јадење мислам дека ќе биде денешното јадење. Јас сакам многу предизвици, некои тешки специјалитети, сега у моментот не можам да се сетам. Посакам ја лимун со солче и сладко од малина. Браво. Хабиб, повели? Велете.
ќе дојдиш кај мене и ќе ми кажеш како го крсти ово јадење. Па ролован стек, во ролованиот стек има блитва, младо кромиче и сув лук, а доле има као подлога прас, блитва и карамфилот одгоре малце така по Браво, свежо печен. Се по зелено одсвем. Да, па јас сакам зелена боја, сакам кромит лук, прас. И јас се сакам зелената боја, И навистина. користам бајги. Браво. Често ги користам. Многу ми се допаѓа мене, на око навистина изгледа прекрасно. Ја Сега име му дадов, Green Roll. Green Roll, Green па да, Roll. Green Roll, точно. Сега да видиме на вкус дали убавината што дава окото го имаме и во устата. Кафиоло ти се го направи на путер? Да, малце путер, он е малце по така, не е скроз готов, туку само као подлога малце, Браво. да има тврдина. Многу ми се допаѓа. Како мисли судиите? А? Ајде, Само неколку коментари, Марко. неколку коментари пред се. Океј, ајде ќе почнеме со коментари по тебе. Јаким? Мислам дека е важно да им се напоменат неколку работи, пошто се уште се во почетоците. Јас ќе го чував тоа за крај, ама стварно не можам. Не видов до сега и во претходниот серијал и денес. Многу малце пробувате додека готвите. Аха. Јас до сега пратев намерно. Сите сосови што ги спремивте, све што изблендиравте, све што направивте како подлога, како сос додатен, не видов некој да го проба. И тоа, верувајте, е меѓу најголемите грешки овде. Например, имаме доста интересна подлога, добро спремено месо, идејата е добра, комплексноста на тањерот е одлична, меѓутоа фалиме на сол. Повторно, како и во изминатите емисии, и едноставно морате да ги пробувате за да може да дојдете за некакви интервенции, да ги направите пред тањерот да излезе на гостина. А ако веќе говориме и за вино, пилешкото месо, пошто ни е главна улога во овие тањери, знае да биде некогаш суво, така да ни требаат вина кои што се со изразени киселини за да добиеме саливација, односно да ни тече устата, да можеме да го споиме виното соодветно. Фала Јаким за советот. Борче, имаш нешто да додаваш? Да, би сакал јас да додадам неколку работи за оваа порција. Пред се ќе се сложам со колегата Јаким. Колеги, ќе ги условам како колеги, млади, пробувајте. Пробувањето мора да биде прво и основно нешто што треба да го правите во било кој аспект. И во претходната емисија и сега и мене ми фали зачини, али ајде да не дискутираме за зачините, али стварно треба да пробате. Што се однесува до оваа порција, комплексна е, сака работа, сака да се изработи. Има некои мали недостатоци кои што може Хабиб да ги промени понатака во неговото работење и сите тие работи. Искрено сум задоволен како го направи, но сепак пак ќе кажам има уште малку до работа. Океј. Па се надевам ти Хабиб се слага со вашите коментари, вашите критики, не, тоа се конструктивни критики, што мора да се прифаќаат. Навистина за тебе понатаму, сакаш и ти? Чекај. Хабиб, дали си задоволен од ова што Од 100% може 60-70%. А дали Пошто не кев да комплицирам, да сакав на една идеја. Во еден дел идеше на посигурна варијанта. Многу делуваше сигурен, организиран во спремањето. Хабиб, можеш и повеќе да мислам дека можеш и повеќе да. Да? Да. Видовме на Сум емисијата видел дома. подобро од ова, од твој раце. Ава сега имаш и повеќе време. Епа, фала многу за коментарите. Мислам оти одиме сега. Аплауз. Аплауз, обавезно. Одиме на сањето. Ајде, одиме за вкусот. Вкус. Или кускус. Што имаме 3 и 3. 6. Океј, ајде. Добар. Почеток. Да, ајде. Одиме за презентација. Што мислиме за презентација? Одиме малку погоре. Добре. Одиме на 4. 4, добри сме. 6 и 8
Одиме на 14. Океј. Сега, инспирација, имагинација, подготовка. И. Одиме на 4 и колку имаме? 4 и 3. Океј, 14 плюс 7. 21. Фала. 21. Океј. За почеток. Одиме. Браво, дечки.
петка чиста за Зулу 3.4. Момци, секоја чест. Браво. Аплауз невиден. Значи, доколку... Ете така, браво. Браво. Доколку нашите гледачи не знаат, Зулу 3.4 ја направија музиката за авантурите на Марк, значи музиката од шпицата што ја слушате е токму нивно дело. Така што денеска не како да речам, ни направија чест буквално тука во живо да ги чуеме овие фантастични момци, па ајде да видиме, да тргнеме со едно прашање. Еве, Марио може да ни каже. Не знам, ајде да почнеме со тоа колку долго си во бендот и како тргна целата работа, како се собравте, еве, вака вие тројца, дуо, трио, што би се рекло. Па, веќе долго време, речиси 10 години, ја почнавме оваа приказна со мојот пријател Дамјан и имавме многу долго патешествие дека стигнаме до тука. Меѓутоа, како и секој љубител во животот, секојаш сме тука каде што има добра храна, па не случајно сме дел од авантурите на Марк. Ете така, значи си се гурманчиња, тоа е добро, па сите сме си љубители на добрата храна. Добро, сакав да те прашам, да речеме, не знам доколку, колку често да речеме имате лайв настани, свирки или доколку ги имате, еве низ Македонија, каде би можеле да ве чујат, да ве најдат, да ве дознае публиката на некој начин? Па, најдобро би било за сите да ги нарачам фанови на бендот да напратат на социјалните мрежи, бидејќи да се работи со авторска музика мал предизвик секаде во светот, не само кај нас. Така да настаните не се редовни, се спонтани. Супер, одлично. Ајде да видиме бубњарот, ритамот, срцето на бендот, дури ете имав и јас таа чест малце да полупам, иако немам некое големо искуство, бубњеви учев еден период нешто малце, ама добро. Бубањот е, нели што би рекле, срцето на бендот, ритамот на бендот, така да е доста, еве да речем и захтевна работа, бидејќи си на некој начин и моторот, нели, ти го даваш ритамот, така да не знам, еве за тебе кој е чувството кога си вака, кога настапуваш пред публика и бидејќи сепак, нели, живите настапи се имаат одредена доза на адреналин, нели, во себе. Како ти го, не знам, чувствуваш тоа? Нели, секогаш интересно, дефинитивно, мислам, најинтересниот дел е кога удираш по нешто и ти генерира звук. Да. Така да, ако плюс правиш ритам и луѓето играат на тоа, им е убаво, така да, сме победиле. Апсолутно, тоа е тоа. Има ли, мене ме интересира, не знам, некоја да сакате да раскажете интересна анекдота, Джоле, еве да речеме, може да ни спомне нешто, да ни каже. Можеме, ајде да видиме некоја, да речеме дали од жив настан, жива свирка или некоја во вашата кариера, еве да речеме музичка вака. Главната анекдота што можеме одма да ја кажем дека денеска уствари прв пат свирам јас од дечки. Аха, аплауз ве молам еден голем за Джоле. Огромен аплауз, браво. И сум почестен што ме поканија, одамна си се дружиме како они се малце постари од мене, ама се дружиме сепак и свириме понекогаш заедно и денес за денешниот ивент ме поканија, а одамна сум фан на нивните албуми претходно и имавме, дури немавме ни проба уствари. Денеска се собравме така да тоа е една главна анекдота и фала дечки, се надевам дека и друг пат ќе се дружиме и фала ви за оној прекрасен ивент. Мислам, сите сме гурмани стварно. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Тоа ни е во срцето. И големо поштување до Марк и до цела екипа. Благодарам уште еднаш. Да. Друго исто е многу интересно да напоменеме дека дечките се занимаваат исклучиво, креираат авторска музика нивна, колку што разбрав, така? Значи, не правиме никакви кавери и верзии, туку, како што рековме, тоа е доста голем предизвик, е навистина за огромен почит пред се. Значи, оставате некој уметнички белек позади вас, нешто што е уникатно, нешто што е оригинално и нешто што ве представува на некој начин вас, така? Да, така е. Посебно огромна инспирација ни дава храната, што гледаме во позадина, така да секогаш сме љубители на добриот мирис, што ни дава инспирација за да правиме нови композиции. Одлично. Епа, уште еднаш ќе ве замолам огромен аплауз за дечките Зулу 3.4, а ние продолжуваме понатамо во ова неверојатно плей-оф издание. Не очекува дефинитивно добра битка.
Здраво, јас сум Мила, сестра на Иван. Здраво, јас сум Петар, пријател на Иван и исто така и колега. Иван е добра личност со карактер и секогаш спремен за работа. Јас сум Иван, ученик во Средно угостителско училиште. Иван е искрена личност што секогаш е тука за мене кога и да ми треба. Тој како личност е чех. После готвењето на Иван, кујната е чиста, средена, без ништо не си остава после него. Тој е многу искрена личност. Сакам да готвам и љубовта кон готвењето. Кога јас да избунувам, тој е секогаш смирен и ја смирува топката. Искреност и тврдоглавост. Многу професионално и Пушти од сами мали нози кога работев дома со моите во кујна. Искрено не сум имала можност да пробам многу јадење од Иван, но најтака што можам да го издвоам е торта од боровница. Интересно, тој е многу посветен на самата работа и секогаш сака да готви со музика, да не е тишина, да има повеќе галама околу него. Тој изгледа многу професионално и интересно. Со цел за да се истакнам сами од себе, да се уверам во тоа што го знам и како го знам да го работам. Па не можам да извоам некој јадење што е највкусно, секој јадење што има месо за мене е највкусно, што тој го готви. Пилешко во млечен сос. Не сме имали многу смешни искуства, но такав печаток ми има оставено кога му учеше да правам пити. Јас не бев многу известена за ова, ми кажа од вчера за денеска и навистина го поддржав, ми беше многу мило што собрал храброст да учествува на овакво шоу. Па јас знаеш од самиот старт, ама он не беше толку сигурно, малку се беше посрамил, не кеше да се пријави и јас беше таа што го повеќе потекна да се пријави и ми беше многу мило ти успеа да го натерам да се пријави. Јас беше многу радосен и го мотивирав многу строго. Традиционална кујна на модерен начин. Мислам дека има шанса да победат и некако неговата енергија е попривлечна кај луѓето, не е. Да, јас мислам дека има тој многу шанси да победи. Апсолутно дека да, затоа што тој се истакнува со неговата вредност, упорност и тврдоглавост. Па тој е одговорен, искрен и забавен. Го испеков колачот и за да го извадам од равна, хартијата за печење ми се запали. Иван со 3 збора, па мислам дека го пишав и пред тоа, тој е тврдоглав, искрен, добар пријател. Што ли направи Иван денес? Дали ќе ни изненади? Да видиме. Повели? Иван? Повели, да не здраве. Ајде сега до мене да ми објасниш како го крсти ово јадење и како го подготви. Пилешко за кратко време. Пилешко за кратко време. Да. Short time chicken. Браво. Не, за кратко време, short time chicken има повеќе импакт, така, нешто, вау, пепси. Мислиш светски некои специјалитет? Да, подготовка. Па пилешкото го зачинивме, малку чили и медитерански зачин, сол, го запражевме, потоа му додадовме путер, варена, направивме сос од варен домат, сушено месо, сирење, појачено со зачини, павлока за готвење. Тоа е сосот. Краставица видов? Да, краставицата запражив малку на путер, ја додадов од озгора. Може да те прашам само Да. Каде е чипсот од морков? Летна ми. Ми е летна од времето. Сега ти иде. Епа, имаме чипс од морков, шо лета. Шо лета, Го држиме за нареден рецепт, за нареден пат. Доколку знаеш дека си у финале, со кого би сакал да се паднеш? Тешко. Со моментално што поминаме. Па моментално и општо не ги знам кандидатите или колегите, да ги запознам подобро преку комуникација. Еве што го виде овие изминати емисии. Па можеби со Хабиб или со Марко. Имаш нешто да додаваш, просиме Борче? Може чисто ете како позитивна критика. Позитивни критики, добро. Карфиолот во самата обработка кога го правеше, видов до некој степен дека почна путерот да ти гори. И баш затоа првин се фатив да го пробам карфиолот, за да видам дали отишол кај што не треба. Ама карфиолот е добар, но ти требаше барем малце да го избланжираш претходно.
Ако крцкаво е? Па малце повише крцкаво, а иначе замислата му е окей. Го пробав сосот посебно, го пробав пилешкото со сосот и сите тие работи. Еден мал совет, кога мешаш некое пушено месо со некој друг продукт, гледај да избегнуваш да не биде тој солен. Се од кога го пробав, од после неколку, да речам, секунди, минути, доаѓа соленост, останува во уста солта. Значи, мораш да ги одвоиш тие работи. Пошто и тоа е солено, и сирењето е солено. Стекот ти е сочен, добро го направи. Можеби можеше да ставиш малце повише домат, можеби ќе убиеше таа сол. Имаше киселина, да. Да, ќе додадеш некој друг шмек. Али у глобала, окей, поминува, убаво е, и презентацијата е окей, само што, уште осеќам солта. Окей, Јаким, сака да додаеш? Во сите и во изминатите емисии можам само да една работа гледам постојано. Имам чувство како намирнициве да се скарани у Тањеров. Не знам како да го објаснам најсимпластично. Нема некако, треба да се, тоа може Борче поубаво да им го објасни, да се поспоени. Овој сос, да, точно, баш таа симбиоза. Овој сос се гледа пилешкото исечано, сосот не е некако интегриран заедно во месото, не е буквално е само од озгора. Да. Баш како да се скарани, не зборат еден со друг, еден вамо, еден таму. Да се додаде пилешкото во сосот на крај, ете така, да почне малку да упие, да. При крај на термичката обработка да се тоа упие. Добро. Океј, месье Зеко, имаш нешто додаток? Немам, експертите се кажа све, јас само можам да кажам дека може и подобро нешто да изгледа. Одиме, суди на вкус. Коментари, интересни Како беше вкусот? Оценка за вкусот на тањерот на Иван. Да. Вкус. И 3. Добар. Златна 6 поени, да, 6 поени за почеток. Окей. Презентација. Полека. И 4-3. 7 и 6. Имаме 13. Почнува да мириса лошо за тебе, мислам. Ај. 13, а Давид има 14. Одиме на останотокот, имагинација, креативност и подготовка. Окей? И 13 плюс 8, 21. Епа... 21 Победникот денес, се знае кој е? Аплауз во секој случај за двајцата. Драго го победи Давид Марко Крали од Прилеп. Ај. Здраво, јас сум Мартин, имам 19 години, доаѓам од градот Прилеп. Здраво, јас сум Давид, јас сум цимер и исто така другар на Јован. Добар ден, јас сум Јован Андов, доаѓам од Неготино и сум ученик во средното гостителско училиште Иван Шапитошевски Охрид. Со Јован сме добри и блиски пријатели. Јован како личност е многу страмежлив и понекогаш одбегнува некои тешки ситуации. Јован како личност е малце страмежлив, повлечен. Работам во Кадмо бар во Охрид како помошник готвач и ми инспирира храната. Ностоп е среќен и позитивен кон сите. Се издвојува со неговата блага повлеченост и така големата страмежливост. Типично јадење нема, но типично пиење има. Го има насекаде низ куња. Јован кога готви во кујна изгледа како струја, малце така пребрз. Немам попис јадење. Мигуван највкусно јадење подготвено е чизкейк со боровница. Има шанса да победи заради долгото искуство и прецизноста во работата. Тој е малце насмасен и за малце ќе ми сечеше со ножот. Лисица, наодлив и решителен.
гледам една голема насмевка на лицето од Јован, па за жал се разбира негде. Да, Јован, дојди до мене. Како го крсти? Овој го крстив балансиран стек. Балансиран стек? Да. Што на балансуара се... Пирето од морков покажува блажина, гарнирот покажува свежост и сосот покажува романтичност. Романтичност? Стаи романтичност во тањерот. Вау, доторку, суди, го осеќавате романтичност? А? Пазете да не одите на романтика после. На романтика во тањер. И краставиците ги ставив како декорација. Не си требало исто. Да развие малце зелено затоа. Многу се строги, ја? Претходно коментиравме за... Чекај, дојгам кај тебе. Борче? Претходно коментиравме за Владко, мислам, така беше? Да. Дека нема потреба да става некои работи кои што се нетермички обработени во тањер кој што имаш све термички обработено. Ова ти е вишок краставицата, немаш потреба да ја ставиш. До сега, ова морав да ти го кажам, затоа што стварно немаш потреба, само што го пробав пирето од морков, ова поише ќе ми отиде на кај десерт, него ли како додаток на се ова, сака да пробам место и другите работи. Јас пак ќе кажам, пилешкото треба да е буквално едноставната главна намирница да се сготви. Овде пак се повторуваме, вашите идеи се скарани на тањеров. Вие во глава може имате како ова би изгледало, меѓутоа овде ми се невклопливи во самиот тањер. Многу ни е полесно нас да оценуваме кога има техника, кога има хармонија у тањерот, отколку кога е нешто вакво, не сакам да кажам лош збор, меѓутоа неизбалансирано. Ти говориш за некаков баланс. Романтика. Романтика. Мене ми се видиш, они се сите со идеи полни. Да, само тањерот не им е полн. Ето, значи одете понатаму, работете на тоа да целиот тањер добие едно единствено. Зеленилото е нешто кое што ова што е декорација или делот како декорација, како зеленило да одбиете од тањер. Меѓутоа декорацијата треба да е вклоплива во самиот тањер. Дали на вкус има, се осеќа романтика, се осеќа нешто? Има нешто? Симпл. Многу рамна линија. Рамно е. Има направено нешто, го заврши тањерот, што се случува, дали е... Како ќе оцениме? Само едно ќе го прашам. Толку беше самоуверен, толку беше сигурен. Дури повеќето од времето што ти беше за готвење си стоеше. И на крај остана да требаше 2 минути да имаш за да го сервираш едниот. Да. Зошто го направи тоа? Каде се сгреши? Каде се збуни? Каде се закочи? Сосот многу касно почнав да го правам. Зошто? Дали немаше контрола на времето? Не знам колку има останато од времето и затоа. Значи, ако не боли заврши го пред време, него ли да требаше 2 минути да ти се дополнителни. Знаеме во целата емисија дека не беше дозволено, требаше да направиме стоп и ќе немаше ништо ставено. Ништо ставено од тањер, да. И што, дали во еден момент помисли дека нема да успееш? Ова е едно прашање што преска сакам да ти го поставам, врзано е со тоа што шеф Борче кажува, дали во еден момент од готвењето во тие 30 на минути помисли дека нема да успеам? Да. Одиме на оценување? Одиме. Ајде. Да видиме оценуваме вкус. Ајајај. Многу тешко, денеска не знам што се случува, ма... Да. Тоа е тоа, и некогаш и стресот пред камерите и самата трема доаѓа до блокада, но... Да, овде беше блокажа тотално. Имаше, да. Тотална блокажа. Ајде, да видиме. Каде е нашиот... Владко тука се. Еве го и Владко. Мислев ти си отидеа тука е. Ајде да имаме една оценка за... Ајде да видиме. И 2 и 3. И 3.
Прва оценка имаме 5. Добро. Има оценка. Ајде. Толку се строга, ама дадоа оценка. 5. Одиме на презентација или не продолжуваме? Оти не знам, малку ми сте многу имаме дилема, голема дилема. Оти имаме 2 надпреварувачи, треба еден од нив што треба да оди понатаму. Да, и сите очекувавме малце повеќе, сите сме негде малку да кажеме разочарани и све, ама секако многу подобро го ја заврши целата работа он него ли Владко. Вака се, ако ние правиме споредба со неговиот противник, не можем да исправиме споредба со он може да помине. Океј, па за това очекувам Направам споредба со она што беше првата епизода, чинам, ако треба да направам споредба со она што беше првата епизода од од осмина финалето, не знам, многу ниско ниво. Може ќе беше и истиот исход како на Јован. Добро, ама така искача, кај да кажам, штрепката. Да. Затоа велам, споредбата е со неговиот Ме така треба да оценуваме за жал. Да. Да. За Океј. идејата, за самата идеја, за самиот концепт, како што он го има замислено, ја можам да му дам само една тројка. Океј. И да биде... Тројка плюс 5, това имаме 11 поени. Океј. Добро. И за имагинација и свето нема. Истото, тоа е. Добро, исто е. Имаш среќа, поминуваш? Со среќа. Тоа е последниот збор.